Наводите на СДСМ за состојбата во Велешката болница ги демантираат и од здравствената установа. Во писмениот допис до медиумите од болницата тврдат дека лажни и тенденциозни се изјавите на опозицијата за тоа дека пациенти биле испратени во Скопје бидејќи на хирушкото одделение немало лекар. Кај пациентот кој претходно бил опериран од кила се јавило појако крварење од вообичаеното, пошто била направена ревизија од страна на двајца специјалисти хирурзи. Наредниот ден на 25 декември, пациентот повторно има појачано крварење поради што конзилиумот од хирурзи и анестезиолог од болницата, применувајќи ги протоколите за работа, одлучуваат да го препратат пациентот во Универзитетска клиника за дигестивна хирургија Скопје поради опасноста од давањето на општа анестезија кај пациент кој кардиоваскуларно е нестабилен и со висок ризик. На клиниката пациентот е опериран наредниот ден на 26 декември. Стои во дописот од Велешката болница. Според соопштението од здравствената установа, двете деца кои имале болки во стомакот биле прегледани од хирург-специјалист, пошто едното било хоспитализирано на одделение за детски болести, а другото е испратено на конзилијарен преглед од одделение за инфективни болести. Во болницата стои во писмената реакција има 4 хирурзи. Бројот на лекари континуирано се зголемува, лекарите се испраќаат на доедукација, а во дописот од болницата подсетуваат дека за време на СДСМ не е вработен ниту еден специјалист. Раководството состав дека во Велешката болница во последните 10 години се реконструирани и реновирани сите одделенија и вложени повеќе од 80 милиони денари, а исто така набавена е нова медицинска опрема и апаратура во висина од 60 милиони денари.